и добре дојдовте во новата епизода од нашиот подкаст Наша приказна. Да, Јана, чекајте, молам. Бевме договорени на прва со професорите. Те молам почитувај го договорот. Добре дојдовте во денешниот подкаст. Денес со нас е Никола Трајковски, човекот кој е заслужен за се во радиото. Мартин, Да, светот Марија. на младите, ова епизода. На прва со професорите. Светот на младите. Ајде, приказна. Ајде да не се расправаме. Значи здраво на сите, јас сум Никола Трајковски, а ова е последниот подкаст. Тешко ми е некако да го кажам сето тоа, ама денешни наши гости домаќини се Ана, Мартин и Марија. Здраво дечки, како сте? Какво е чувството да се биде од другата страна, не како водител, туку како гости? Ние ако рековме денес нема гости домаќини, ама еве сепак. Многу потешко. Ај, ќе кажам јас зашто Ана, осеќам дека се емотивно дека ќе почне да плаче. Дали е потешко? Мене, јас сакам да ме прашаат луѓето и сакам да бидам гостин во нечија емисија, така да и двете страни ми се супер, и двете страни ги сакам, така да не гледам некоја тежина да пределам тука. Јас и покрај тоа што сакам многу да зборам, ми е многу потешко вака. Стварно Многу сакам полесно многу да е збора. сопоставам. Јас сум навикнат да ве прашвам цело време. Да. Сега од ова страна малце поинако, ама Да. немам проблем. Мене лично ми е потешко, само ради камерите. Да немаше камери, многу полесно ќе беше. Да, камерите создават некоја блокада. Еве и сега баш пред да почнеме да снимаме, многу по-спонтан беше муабетот додека ги немаше камерите или додека знаеме дека не се вклучени. Ајде за почетоците, кога почнавте, дали имавте трема, дали имавте некои потешкоти со првите подкасти, па се до овие последните кои што ги снимивме? Јас лично трема немав. Може би еве првиот подкаст, првите 5 до 10 минути, после стварно се слободив. Но сакам да извадам да кажам дека ми е криво што не почнав порано да снимам, јас релативно касно почнав да снимам. Еде тоа како грешка би го посочил, но дали имав трема, не, општо немам генерално трема пред камера. Мене ми беше многу тешко, Ева може да потврди. Тука е таа зад камерите и се извинувам што ја измачив толку многу пати да преснимуваме, ама тоа генерално траеше првите 5 минути и после одеше разговорот, да речем, многу попуштено и можам баш да го издвојам подкастот со Стефан Васик. Ми беше, така се осеќав, најопуштено, најспонтано и прашања надвор од концептот што ми беше смислен, имавме буквално како да си правиме муабет, а времето ни помина вака како 5 минути буквално. Со Стефан те најубав? Со Стефан и со Спенџарска можам да кажам. Чакај. Војна. Се согласувам. Како стигна да снима со Спенџарска, те молам кажи тука сега пред сите. Па, тоа беше една многу спонтано снимање, бидејќи јас бев на одмор и тоа беше, мислам, за Илинденските денови во август лани. И кога видов, јас првично немав ни интернет, ама успеав да видам дека таа е тука во Битола баш по повод Илинденските денови и одма му пишав на професорот: професоре, барајте, јас идам од одмор, вечер се враќам, утре да снимаме, оти готово. Ти почнеш да плачеш, да истеричаш, здрави да правиш. Јас одма ја побарав, Да. се договоривме, рече нема проблем. Да. Се немаше смисла да снима никој друг, освен Ана, таа си го најде гостинот. Да, јас видов дека е тука, јас ја зедов за мене и јас си дојдов во 5 сабајле од одмор, а во 9 сато снимавме со неа, така да бев уморна, скапана, ама успеав. Професор, беше тешко да најдете Спенџарска? Не беше тешко, затоа што не знам, излезе во пресред, уште одма прифати без никаков проблем. Го снимивме од прва, мислам, не преснимавме ништо, супер беше, одлично беше. Сега знам дека се случија тогаш некои работи, дека имаше некои искри, осетив, Еве Марија, имаше кажи. расправи зошто Ана да го снима, па зошто нас не побаравте, некако како во табори поделеност имаше, ама го надминавме тоа. Марија може да кажи, пошто Марија некако така се почувствува како да не ја побаравме, а сакаше да сними и таа. Јас и да не снимав, барем да дојдев да го гледам тој подкаст сакав. Не знаев дека ќе снимате и само видов на социјалните мрежи дека снимате и се изнервирав. Оти во Струга бевме договорени за Спенџарска, текнува, бевме. Јас знам дека јас од секогаш сакав, така да... Јас сакав, Не ми просто текнува. Струга може така беа замешани тие работи.
Ама да, имаше малце тензија тогаш, но се помина. И сега Ана е крива што снимаш или не е крива? Не знам. Не е крива, не Ана си ја крива. најде, да, таа Сепак си ја на најде. крај јас сум Така е. најкрив, јас бев тој што одлучи кој што ќе снима, не дека сега јас пресекував, ама така беше договорот. Ана ми пиша тука е професоре Спанџарска, побарајте ја, ја исконтактирав и се сними. Помина како и да е. Спомнавме посебни подкасти кои што ви остана впечаток, дали остана нешто што не снимивте, нешто што со кој што сакавте да снимите, а не успеавте? Мене ми остана со професорот Антонио Трпковски или Кармата, пошто тој рил на Инстаграм од трчајбе ми беше најгледан и најинтересен, така да се надеваме дека во иднина би го исполнила и со него. Да, мене ми остане на желба на стварена, баш пред почетокот на овој подкаст. Па би сакал да посочам еден предизвик до сите професори во Горната. Ке може? Може. Добро. Овој предизвик беше за сите професори во Горната. Јас сум расположен и ве чекам да ме побарате, да ми речете дека сакате да снимите подкаст со мене, но тој подкаст да биде во вашите домови. Јас сум спремен и ве чекам да ме контактирате. Дали преку професорот или лично мене, ве чекам. И сега ќе почнат пораки. Мартин. Се надевам дека ќе почнат, да видиме кој ќе биде најхрабар. Ти изгледа многу сакаш па кога ќе додиш. Па сакам да направиме некое шоу. Сакам да направиме Како Драган Вучиш, тој така снимаше вашите 5 Шоумен. минути, не знам, вие не се сеќавате, ама снимаше Драган Вучиш. Сакам да направиме шоу, секој професор кој е расположен, јас сум тука и се надевам дека некој ќе прифати. Јавно. Апелирам. Јас сум среќна некогаш што Мартин има тргнато некои прашања, и се страшни неговите прашања, Ги така знам, да јас сите прашања ги нека знам. пазат професорите со кои си имат работа. Ама Не, коректни беа сите прашања. Од сите, иако да, имаше прашања кои што не ги снимивме, ама не затоа што не беа коректни, туку не знам. ги отфрлува. Поинаку тргнал самиот подкаст и не се вклопуваш. Да. Се согласувам, да, ама јас тие прашања ги поставувам зашто некам да ми се налутат другите, ама лично според мене мојот концепт на водење на подкастите е најдобар. Сега скромно си го кажувам ова. Стварно мислам дека е најдобар, зашто пак несвам нешто поразлично и поинтересно за гледачите. Ана извини Марија, ама стварно мислам дека е така. Така Само е, немој ме да. молам да плачите тука. Марија, кај тебе остана некој подкаст што Да, не го сними, остана. сакаш? Да, остана со професорката Даниела Петровска и исто така имав плани со Ирина Митревска по англиски, но тоа е тоа. Може би некогаш во друга прилика ќе снимиме. За вас има шанси, значи можеме да ги исполниме тие желби. За Мартин не Не знам. има. Јас искрено се надевам Да. дека ќе има. Дали има некој подкаст кој што од кој што не сте задоволни, кој што сте го снимиле, ама отпосле сте сватиле дека не е добро? Генерално не, мислам дека сите сме прилика задоволни, ама пошто е вложен многу голем труд, многу голема желба пред се, така да може биле некои поразлични, подосадни од другите, ама Не. генерално кај мене нема така. Има. Нормално е да има, зашто кога ги се постави човек некои големи стандарди, очекува тоа да е бум, а всушност кога ќе го види самиот производ нели готов, е разочаран од истиот, така да јас имам. Да, па си поставивме за некој подкаст и високи Стандарди. стандарди. Мислевме дека ќе биде нешто многу јако, излегло да е просечно. Да. Па некои подкасти за кои што немавме никакви очекувања, па излега Некој супер, да. да. Затоа подобро е да немаме никакви очекувања, Точно. па се ќе дојде да биде плюс. Точно, да. Така е. Јас имам подкасти од кои што не сум задоволна. Може да кажам, тие се првите мои подкасти, затоа што од мене лично не сум задоволна. Не знав како да постапам пред камера, но се си иди со текот на времето. Од кај ви дојде професоре вас идејата еве за радиото конкретно, бидејќи ние бевме во Весникот, ама ова е нешто многу поголемо од Да. Ото ми го земаш прашањето. морав да се најдам во мојот. Јас ти го кажав пред почетокот. Идејата е многу одамна. Желбата да се направи нешто вакво може би уште од средношколските денови, ама
Сега не како класично радио не ми беше идејата, еве и така и го работиме туку како подкасти, затоа што пред 2 години, скоро 2 години, еве, година и 8 месеци, слушав многу подкасти реално, не наши, странски, и си помисли зошто да направиме нешто вакво кај нас. Луѓето со кои што работе во Весникот и со кои што соработував за други проекти, односно вие, знаев дека ќе можете да се сносите со нешто такво. И го напишавме како проект, го аплициравме, го добивме супер, почнавме, дури ни јас не бев свесен кон каде ќе тргни, ама еве излезе една супер приказна која што и уште трае и ќе трае, се надевам уште долго. Дали беше тешко да се организира? Сепак имавме обуки професионални, имавме камп после во Струга. Дали беше тешко сето таа организација да се постигне во реално брзо време? Па тешко не беше тешко, ама беше многу тешко во смисла да се постигне со време, затоа што бев посветен и на часовите, на предавања, па ова беше нешто сосема ново, се стигни, па обуките беа после часови, ама во никој случај не беше тешко затоа што го работев со енергија и затоа што и уште денес имам истата енергија и се надевам дека уште долго ќе ме држи еуфоријата околу радиото. Веќе кога сме кај кампот, навистина ме е жал што не бев јас на кампот, а импресиите беа одлични од учениците, стварно ми е криво, ама тоа е тоа. Тоа беше едно одлично искуство кое што на почеток бевме така да речам не се познававме сите. Јас на пример еве вас не бе познав, ги познавав Ана и Ева и со нив знаев што можам да очекувам, вас не бе познавав, ама нормално влеговте во екипата и веќе на кампот се обединивме некако, ја сплотивме таа енергија која што ни фалеше и од тогаш тргнеа работите на подобро. Супер беше како искуство и искрено се надевам дека и идните генерации кои што ќе се вклучат во радиото ќе имат таква можност да проследат обуки, да имаме дружење на кампови, па нормално да дојдете и вие па барем на еден ден. Ја имате таа покана и на следниот камп кој ќе оправиме, да дојдете да не посетите. Искрено и без покана би дошол. Да разбира. Професоре, јас се сеќавам дека првиот ден од радиото вие станавте татко и всушност 2 нови почетоци. Да. Може дали сакате нешто да ни споделите? Чекај, мислам дека ја Ана се тувка од преге да каже нешто. Ана, сакаш да кажеш нешто? Да, дали очекувавте и како се снаѓате во улогата татко и како поставувате баланс меѓу работата, радиото, татковството? Па точно да, значи 2 нови почетоци од кои што и двата нормално очекувани и предвидени. Во едното во радиото знаеш на шо си, знаеш што те чека, како татко немаш време да се спремаш, тоа го имаш некако во себе и се снаоѓам, мислам дека одлично и во двете улоги. Баланс да се постигне е многу тешко, затоа што реков, многу обврски, немам толку многу време како што имав претходно, ама кога се работи со љубов, се успева да се стигне и на едното, и на другото место, и на третото, и сегде да се биде успешен. Ама само кога се работи со љубов, а јас и на едното и на другото место работам со љубов. Дали вие сега потешко на жешкото столче каде што поставувате прашања или би сакале да бидете на наше место каде што би одговарале? Па сега не ми е тешко ни овде ни таму, првите неколку минути да. Сопуштивте. Да. Првите неколку минути имам трема, иако ве познавам и сум зборувал пред вас часови, ама сепак го спомнавме тој на почеток, камерите се тие кои што прават некако да бидеме постегнати. Околу радиото сега, ајде да ја заокружиме таа тема, ќе имаме нов повик, затоа што еве вие заменувате, пак некам да го спомнам тој збор, ама дали имате некаква порака за оние кои што ќе се вклучат како идна генерација, како нова генерација на Младинското радио? Да се вклучат воопшто, да не се мислат, да ова е едно преубаво искуство генерално за целиот живот, што ќе се памти, и ако ништо друго, забавата и дружењето ќе останат како
едно многу посеќавање, настрана тоа дека разбираме како е да се застани пред камера, бидејќи не знаеме во еднина што не чека реално и да не ни е прв пат, ако треба некогаш во еднина да треба да дајме некоја изјава или да застанеме пред камера, ова е преубаво искуство и ослободувањето од тремата мислам дека е најважното нешто што ќе ни значи во животот понатаму. Се согласувам со Ана, апсолутно се согласувам. Сметам дека мене особено многу ќе ми помогне, бидејќи баш сакам да се занимавам со некоја јавна професија, дали тоа било политика, дали тоа било нешто друго. Во секој случај многу ќе ми се најди и ќе се фалам на сите дека бев во првото гимназиско радио. И има сашто да се фалиш. Средношколско радио на Балканот. Добро, Марија. Има Ако не ме поправеше, не се жива. Има сашто да се фалиш и заслужено може да се фалите. Сега од другата страна, ако ја свртиме работата, затоа што вие мене ме прашавте како јас балансирам, како вие балансиравте, затоа што реално имаше периоди кога имавме многу активности, а паралелно требаше да бидете и на училиште нормално, она што ви беше главно задолжение. Како вие успевавте или не успевавте да постигнете и таму и други активности? Нека кажат тие покешучеја. Успевавме на тој начин што подкастите, пример, ги договаравме за тој ден и си знаеш до тој ден си имаш тие обврски. Да. Може и 2 дена пред подкастот 3, смислувавме прашања, мислам, прававме концепт за како ќе течи подкастот. Да, имавме и големо разбирање, можам да кажам, и од професорите, бидејќи знаеа дека сме вклучени во повеќе активности. Имате разбирање од како јас ке се искарав, да речам, со сите за да бидите ослободени, ама Моравте. Да, моравте. Вреди. Вреди, да. Јас сакам да се навратам на вашето претходно прашање. Прв пат јас лично кога го видов повикот за радиото, немав појма што е и што ќе се случува понатаму. Марија ми го пушти, само И да јас кажам. му го пуштив на Мартин повикот и му реков ајде да пробаме, за на крај да испадне нешто пресовршено и нешто кое многу научивме и многу што ќе ни значи во иднина. Како и прво средношколско радио на Балкан. И се гордеа дома со нас. Да, Се гордеа дома со нас. ве гледаја дома редовно? Нормално, нормално. Јас моите Како да не. подкасти ги пуштав на телевизор и цела фамилија седевме и ги гледавме. Сега добро, не ги пишам, Да, не ги јас. пуштам пред телевизор, ама му кажував, излезе да знаете. Вие, професоре, кога би биле на наше место, кога би ги имале овие можности, дали би одбрале да снимате? Па реално во наше време немаше толку можности и немаше вакви проекти. Ама и кога би имал можност, не знам, од овој аспект сега мислам дека не би снимал, затоа што како ученик бев многу поповлечен и посрамежлив и тешко дека би се нафатил за нешто вакво, ама па токму гимназијата ме научи да бидам опуштен и да можам да го направам сето ова. Еве, можеби неколку години подоцна, 10 години подоцна, ама сепак еве успешно. Така. Некоја интересна случка што ја памтите еве од средношколските денови ваши? Дали има? Мислам дека вие многу поќе како генерација се дружите и сега ден денес. Да. Се дружиме и денес, случки имаше многу, не знам, еве сега ќе се навратам на екскурзијата на која што бев, сега како класен, кој ќе размислам, не се смениле многу работите, затоа што и тогаш и сега некако истите глупости се правеа, ама не е исто кога си како ученик, кога не мислиш на ништо и кога целосно си опуштен и како професор кога глата ти чади во буквална смисла и кога се вратив сега од екскурзија мислам дека со 3-4 бели влакна сигурно се вратив, ама како и да е супер си поминавме и како ученик и како професор сега незаборавни моменти се тие. Се памтат за цел живот, да. Еве во поглед кон тоа дека ние завршивме сега матуранти и треба да одбериме факултет, дали пак би одбрале вие да студирате македонски јазик? Ке не оставиш нешто ни да прашаме? Не. Реално, Така и очекував. ова прашање е малку тешко, ама од аспект на она што се случува денес кај нас, мислам дека не би одбрал пак, не е сега ова да ги обескарабрам тие кои што сакаат да студираат тоа, ама мислам дека не одбрал. И првично мојата желба беше да студирам режија, ама затоа што
е тешко да се запишеш на режија и тогаш и денес, го одбрав. Ја одбрав токму книжевноста како еден вид на замена. Не се кажам што сега го работам ова и што го завршив воопшто, затоа што и таа желба за режија си исполнувам, затоа што Не заполнуваат. да, правиме представи, да. правиме, можеби тоа не се професионални представи, ама на некој начин си исполнувам таа желба. Затоа велам, нема врска можеби дали ќе го завршите она што во моментот го сакате, некојаш нема да се исполни таа цел, ама ако се вложите во тоа што ќе го работите, успехот е неминовен. Јасно, да, така е. Така е. Што би ни порачале, еве, да одбериме во денешно време? Па, сега, би ви рекол, одберете тоа што сакате да го учите, не да одберете тоа што е во моментот актуелно или тоа што е во тренд, затоа што обично така одиме, ама од друга страна пак, кој ќе размислиме, не знам, пак би рекол слушајте го срцето. Да, така е. Она што сакате да го работите, затоа што тоа можеби ќе ви види професија за цел живот. Макар што не мора да значи. Еве денес постојано се менуваат професиите, не е како порано веќе. Да, ама најбитно е да го работиме тоа што ќе работиме со љубов, бидејќи сепак полот денот не ќе бидеме работното место. Дефинитивно, да. Некогаш и повеќе од полот ден. Некогаш и повеќе. Тие тајна од 2-3 најбитни работи во животот, професијата. Професијата, ако ја промашите, рачунете како да сте промашиле пола живот. Да, точно. Да, сега сте на една таква раскрсница, можеби не клучна, ама Страшно сега. да. Да. Зато помислете се малце, ама и одлучете тоа што сакате навистина. Без да имате многу притисоци сега. Ова студирајте или она студирајте, од ова се заработва, Имаме од притисоци. ова не се заработва, Многу да. притисоци имаме. Сигурен сум дека имате, и јас имав, ама еве, пак јас го одбрав тоа, можеби го не првото што го сакав, ама второто, и среќен сум. Ме исполнува. Тоа е најбитно. Да, ме исполнува тоа што го работам во моментот. Од денешен поглед, дали ви беше тешко, бидејќи еднаш ни кажавте дека сте имали испит од 20.000 страни, прво дали ги прочитавте? Да, ги прочитав секако. 20.000 страни. 20.000 страни, може би и повеќе, не знам, Машалла. тоа беше со време на јужнословенска книжевност и кај професорот немаше шанси да се помине ако не ги прочиташ. Ги прочитав само за тој испит. За колку време ги прочита? Па, не знам, некои 3-4 месеци сигурно. Може и Јас И Лостовство повеќе, газна да. толку ја читам со 500 страни. може би и повеќе. Да. Инспиративно. Сега, ајде малку кај вас да ја свртиме топката. Може, чекаме. Како вие ги поминавте овие 4 години, сигурно имавте и полесни и потешки предмети, професори со кои што добро се разбиравте, и професори Да. со кои што не баш добро се разбиравте. Ајде малку за овие 4 години ваши. Мене овие 4 години ми помина совршено. Не се ставам во клапата на ученици кои учеа многу, се ставам во клапата на оние кои се снедуваја. Добро си признаваш, баре. Да, се признавам, значи никогаш не сум бил Пола дека се се простува. да, дека не учам, не, напротив, се снајдував, но и учев. Со професорите имам одлична релација скоро со сите професори, посебно со стручната служба. Не А ги на- редиш, не почнуваш. С момент, а најмногу со Елена Кузмановска, психологот, и Филип Јаковлевски по историја. Значи, тие ми се the best. Ано или јас? Ајде. Вие имате некој? Омилен професор? Да? Па, Кажете сега. Не мора имиња да спомнувате, сега може да кажете само Да, имаме. моменти кои што ви останале, Да. убави, неубави. Јас искрено си поминав преубаво сите 4 години, освен што прва и дел од втора бев онлайн и тоа малце Да, беше тешко тоа. беше тешко и ни фали, можам да речам цела година, не можам туку сигурно цела година во средното, Да. ги немаме тие моменти како што ги имале претходните Се генерации. наспа за цел живот. Се наспав, да, искрено. И омилен професор, можам, ќе извеам професорката Даниела по македонски, затоа што пред да ни предава сите ни веле, многу строга професорка, но на крај не знам, не беше како што Си го почитува предмет, Да. Да, и Се мене ми почитува беше исто предметот. Да. Даниела професорка во средно и се согласувам јас. Жена со Исто. став. Почитува и може сака да ви- почитува. Да. мене најмногу ми остави впечаток Илјо Трајковски, бидејќи со него бевме прв пат кога дојдовме, како еден шок ни беше од онлайн. Тој, да речам,
сите генерално, ама и пријателски пристапи кон нас и предметот ни го доближи, што се вели од праисторија до модерно време, до крајот на Втора светска војна. Можевме вака за 1 минута да стигнеме и Не мезеде Швајцарија, мене само да кажем. многу ми значеше кампот кој што бевме во втора година, мислам беше. Тоа ни беше Париз? не. Беше Швајцарија ти? Не, Не, Франција бевме. бевме. Аха, летниот камп. камп. Да, има многу активности, така да. Да. Може се избора. И тоа не беше најубавата екскурзија, летен камп, на која што сме биле. Бевме и во трета сега, ама не беше исто. Сакам да издвојам посебно 4-та година и да и се извинам на библиотекарката Билјана Талевска-Димко, што не трпеше сите библиотекарке, да, не докторка си ја викавме, морам ја да кажам, затоа што Ние бевме пациентите. сите проблеми ни ги слушаше и најубавите моменти во 4-та ми беа мене в библиотека. Да, можем да кажам и јас, не дека сега претерано многу идев на училиште. Мислам, идев, ама... Така да, библиотека, дајте, да не зборам. Деноите што идевме на училиште бев библиотека. Да! Дали ви остана нешто недокажано, недоречено, нешто што не му го рековте на некој, не мора на професор или не знам, па и во подкастите, а сакавте да го кажете? Неспремно не фативте на прашање. За професорите сигурно имам, а во моментот не можам да се сетам, дори одговарват може ќе се сетам, а во тегот на подкастите да, имаше неколку прашања што не ги постави во еден од трите подкасти, бидејќи излеговме од временската рамка и стварно ако ги прашав уште 5 прашања ќе беше многу предолго, ќе беше видеото, ќе излезев пред сат и кусуро. Јас не, бидејќи се што мислев да прашав, а недокажано, не знам, може би нешто, една благодарност кон соучениците, бидејќи ние во 4-та година на крајот сфативме како е да сме сложни, сплотени, бидејќи важевме за еден несложен клас. Точно, да. Ама многу ми значеше тоа дека на крајот успеавме да станеме, не знам, буквално на матурата бевме како едно. И не од луѓе што не очекував да ги видам дека плачат, дека му е жал. Го видов сето тоа. И ќе ми останат интересните случаи во сеќавање кога ги исклучувавме осигурачите за да не презентираме биологија, да нема интернет, да нема струја, или кога варевме кафе, бидејќи по тоа бевме познати. Кога влегов јас и се наудутив за тоа. Да, дека си купивме гезве и само што го купивме првото кафе, ни пукна гезвето, па го враќавме, па земавме ново. Така да, многу убав период од животот. Сигурно тие се денови кои што ги памтите цел живот и јас ги памта нормално, кој не учил во гимназија не знае што значи гимназијалски денови. Мари, имаш нешто да кажеш? Момент, Ана, се сакате уште или се сакате само на прослави? Уште се сакаме. Добро. Оти генерално се сакаме само на прослави? Не, кај да се видиме стварно огромна почит, барем од мене за нив, и огромна љубов, бидејќи стварно ми е жал што толку касно свативме дека треба да сме сложни. Значи, иконата на 4-та 3. Да. Јас не за недоречено, туку недоизживеано, во смисла ни фали шмекот на генерацијата да се дружиме. Да. И општо ми фалат моменти, не знам, ми фали, пример основно повеќе се дружевме, повеќе глупости правевме, ние ништо. Да, првите 2 Право, години да, ги и ми е пропуштивте, криво, да. искрено, Право што е. многу Да, пропуштивме. И сами сме криви, околностите и Да, се. околностите, да. Да. Добро, мене ми е тешко да го одјавам овој подкаст, затоа што не ќам разделби, ама прво ќе упадам голема благодарност до вас, значи навистина бевте на нивото на задачата, се што побаравме и што помисливме, сработивме. Голема благодарност до Ева, која што секогаш е зад камерите и секогаш... Ева, може излезеш да те видат. Да мафниш. Никогаш не кеше да биди пред камера, ама еве, не поздрави. Ја убедивме. Да. Нема да плачеш, Ана. Ќе оставам на вас да го јавите овој подкаст. Се надевам не за последен пат и ќе се вратите повторно, значи оставам отворена вратата на ова радио за вас секогаш и кога сакате да снимите некој подкаст, слободно дојдете, кога ќе имате слободно време, ќе направиме нешто. Да. Професори, ви благодариме.
Фала ви за што оставивте одјавата на нас. Јас сум Гочишки Мартин, вие уживавте во денешната епизода, се надевам дека во август ќе се видиме од домот на некој професор. Фала ви за се досега, фала ви што ги гледавте моите видеа. Останете на истата фреквенција, бидејќи верувам дека ќе се надоградиме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам на сите што го гледавте денешниот подкаст и се гледам, јас сум Марија Деловска и се гледаме во следната епизода. Јас почнав, јас ќе завршам, јас сум Ана Наковска и ви благодарам за сите досега изгледани видеа. Се надевам дека и ова ќе ви биде интересно. Огромна благодарност до вас, професоре. Ќе ни останете во сеќавање како еден од најомилените, можам да кажам. Така да се гледаме во некоја следна прилика. На Чао! крај си следише. Се гледаме во септември или може во август со Мартин. Се надевам.